Центарот за развој на Источнопланскиот регион го распиша тендерот за изградба на детска градинка во штипската населба Сењак. Директорката на Центарот Драгица Здравева вели дека тендерската постапка за овој капитален проект, кој 45% се финансира од Бирото за рамномерен регионален развој и 55% од буџетот на општина Штип, треба да заврши до 10 август. Градоначалникот пак на општина Штип Благој Бочварски истакнува дека ова е еден од капиталните проекти кои треба да се реализира во текот на оваа година. Како и да започне во август, во септември, верувам дека со една побрза динамика ќе стигнеме, ќе дојдеме до брза реализација. Го имаат во предвид тоа и директорот на Бирото за регионален развој, така што очекувам дека нема да има никакви проблеми во реализацијата, бидејќи дел од средствата се од нив, но поголемиот дел од средствата се од општина Штип. Со изградбата на нова детска градинка во најголемата штипска населба Сењак ќе се реши дел од проблемот со листата за чекање за прием на деца во штипските градинки. Двете детски градинки во Штип имаат долга листа на чекање. Околу 500 деца од предшколска возраст се наоѓаат на оваа листа за прием во градинките. Изградбата на градинката ќе чини 36 милиони, од кои 16 милиони се од Бирото за рамномерен регионален развој, а 20 милиони денари од општина Штип. Во Источна Македонија во Пробиштип се работи на нова градинка, која чини околу 7 милиони и 800 илјади денари, а ќе се згрижат купно 40 деца. Во разговор со министерката за труд и социјала, господина Мила Царовска, со нивниот план кој што го имаат во министерство, до 1 септември Пробиштип ќе добие новата детска градинка, односно преадаптацијата на просторот во основното училиште Никола Карев ќе биде целосно завршена. Оваа година проблемот со згрижување на децата од предшколска возраст го реши и малата рурална општина Зрновци.